Добро дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ, ова се поинакви вести. Ние не сме правници и не го разбираме обвинителниот акт, велат родителите на починатите деца во пожарот во клубот Пулс. Тие денеска до основното јавно обвинителство Кочани ќе достават писмено барање за детално објаснување против кого ќе се води обвинителната постапка, што ја соопшти минатата недела државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Од нивата го вадат лебот, ама не и пензијата. Само 30 на земјоделци на државни јасли. Просечната старост на оние што ги обработуваат македонските ниви веќе достигна 60 години, но има и такви што се над 85 годишна возраст. Тие главно произведуваат за себе, бидејќи веќе им е тешко да излегуваат на пазарите, а и не остваруваат сериозен вишок на зеленчук или овошје. Податоците на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ја откриваат поразителната вистина за луѓето што од нивата го вадат лебот. Во април годинава имало само 33 корисници, а нивната просечна пензија била 15.897 денари. Повеќе на оваа тема од Сонја Кириџиевска. Секој зелен простор и секое дрво во Скопје, кој важи за многу загаден град, особено во зимските месеци, е вистинско богатство. По зголемувањето на зелените површини треба да е приоритет на локалните и државните власти што се грижат за здравјето на своите граѓани. Но скопјани се сведоци дека тоа не е баш така и дека многу почесто низ главниот град никнуваат згради наместо паркови. При тоа граѓаните досега немаат целосен увид со колку точно зеленило располага Скопје и дали надлежните знаат колку дрвја има по улиците и паркчињата и во каква состојба се. Во изминатиот период тоа стана достапно за просторот на општина Центар, затоа што сите граѓани во секое време имаат пристап до зелениот регистар, во кој буквално можат да ги пребројат дрвјата во нивните општини. Досега во него се обработени и евидентирани околу 10.000 дрвја. И со кликнување на некој од дрвјата, граѓаните можат да ги прочитаат основните податоци, како што се вид, големина и во каква состојба се наоѓа, но и слика од секое дрво. Од регистрираните дрвја, околу 8.000 се листопадни. Најмногу од нив се липа, јавор, костен и јасен, а остатокот се зимзелени. Неколку локации на улицата Марко Крале во скопската населба Бутел полека, но сигурно се претвораат во нови мини депонии, нешто што во изминатиот период стана тренд во сите општини низ главниот град. Граѓаните се нервозни и разочарани, а нивното незадоволство го искажуваат со фотографии и видеа што ги испраќаат до редакцијата на Слободен печат. Деновиве пристигнаа фотографии што ја прикажуваат очајната состојба со хигиената на улицата. Како што велат жителите, овие контејнери се поставени претежно за користење на станарите кои што живеат од зградите од спротива. Според неа, најдебелиот крај од ваквата ситуација постојано го излекуваат луѓето што живеат во куќите, бидејќи секојдневно се соочуваат со нови купишта на ѓубре, кое благодарение на високите температури во овој период и различниот тип на отпад, од оној секојдневен од секое домаќинство па се до оној кабаст и градежен, создава непријатна миризба што од ден во ден станува се полоша и понападна. Темата е на Филип Николов. Земјотрес со јачина од 3,8 степени над длабочина од 10 км со епицентар на 9 км од североисточно од Охрид беше регистриран рано утринава во 4 часот и 35 минути. Потресот се почувствувал и во Кичевскиот регион. Поради зголемен обем на барања, шалтерот во оделението за управни работи Скопје во зградата на МРТВ за издавање на одобрение за патување во странство за малолетни лица, деца до 14 години, ќе работи од 8 до 18 часот, соопшти Министерството за внатрешни работи.
Вкупно 22 лица државјани на Македонија досега побарале асистенција за напуштање на територијата на Израел и враќање во Македонија. Станува збор за државјани на Македонија и членови на нивните потесни семејства, информира Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Согласно влошената безбедносна состојба на Блискиот Исток, МНР апелира до сите државјани на Македонија кои се наоѓаат на територијата на Израел и Иран, доколку им е потребна конзуларна помош, веднаш да стапат во контакт со надлежните институции преку дежурните СОС телефонски броери. Најмалку 8 лица ги загубија животите во најновиот бран напади од страна на Иран врз Израел, објави Reuters. Ирански ракети утрово ги погодија израелските градови Тел Авив и Хаифа, уништувајќи домови и предизвикувајќи стравување од проширувањето на судирот во пошироката војна на Блискиот Исток, пишува Guardian. Израел и Иран ги засилија нападите, а претходно Црвена Давидова звезда, израелскиот еквивалент на Црвениот крст, соопшти дека 5 лица се убиени во нападите во Техеран во текот на ноќта, а околу 87 се повредени во иранските напади врз централен Израел преку ноќ. Во израелските напади загинаа бројни генерали. Иранската влада објави дека џамии, метростаници и училишта ќе бидат отворени како засолништа за населението. Бројни жители очигледно бараат спас од бомбардирањата надвор од Техеран. Според армијата, цели на најновите израелски напади во Иран биле локации со ракети земја-земја во централен Иран. Снимките од новинската агенција АФП покажаа оштетени стамбени згради во Тел Авив, како и пожари надвор од крајбрежниот град Хаифа. Во Ерусалим, каде што воздушна одбрана беше активна, се слушна силни експлозии. Израелскиот министер за одбрана Кац денеска изјави дека народот на Техеран ќе ја плати цената и тоа наскоро за најновите ирански напади врз Израел. Иранското судство објави бесење на маж кој беше уапсен во 2023 година под обвинение дека бил агент на Мосад, израелската служба за надворешно разузнавање, за време на четвртиот ден од ракетните напади меѓу Иран и Израел. Најмалку 224 иранци се убиени во израелските напади од почетокот на непријателствата во петокот, при што 90% од жртвите се наводно цивили, според Иранското министерство за здравство. Техеран нема намера да развива нуклеарно оружје, рече иранскиот претседател Масуд Пезешкијан. Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека се надева оти Израел и Иран ќе постигнат договор, но дека понекогаш земјите мора да се борат. Американските медиуми објавија дека Трамп го отфрлил израелскиот заговор за атентат врз врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи. Инаку, Хамнеи и неговото семејство се кријат во бункер северно од Техеран, пренесуваат израелските медиуми. Нападите се случуваат во време кога лидерите на Г7 се собираат на самит во Канада, каде што сите очи ќе бидат насочени кон Израел и Иран. Овој пат ќе имаме малку поразлична епизода, ќе разговараме и ќе направиме анализа на штото го завршеното македонско првенство во ракомет. Со мене во студиото е Виктор Хрисовски од единствениот ракометен подкаст кај нас, Само ракомет. Добар ден, ти благодарам на поканата. Фала ти многу што ја прифати и ме изненади, обично јака нам го Да, сега ги имаме смената улогите, да. Втор пат вака имам прилика еднаш. Да. Таму тоа ќе те праша дали ти е прв пат да бидеш. Ама не, као гостин прв пат. Како гост. Ама вака нешто телевизија и медиуми да зборуваме на тема на ракомет беше кога го одржувавме тој првиот панел. Ракометот спорт број 1, па тогаш нешто во функција нели на промоција на настанот. Така. И тогаш имав контакт со телевизија од оваа страна да видам. На националната телевизија, ако не се лажам, да. Ова ми е официјално прво гостување. Да. Многу ми се допаѓа тој самиот концепт, лабав, со твојот другар да го поздравиме Бице. Да. И веќе колку сезони поминавте? Ние сме веќе 4 сезони. Аха. 4 сезони и постоеше порано една, не знам дали уште постои една продукција, се викаше Прва партизанска продукција. Инаку ние можеме слободно да си го преземе тоа името и целата продукција ни е така партизанска герила продукција.
Гледавте уште едни поинакви вести на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.